Дали знаете дека во летописот на манастирот Свети Наум Охридски, при пописот на движните предмети од манастирскиот тимот во 1877 година е запишано дека во големиот железен ковчег кој се наоѓал во црквата биле чувани следните реликвии: сребрена кутија за Евхаристија и кутија со мошти на Света Матрона, сребрена кутија со мошти на Свети Кирик и Јулита, сребрена кутија со дел од мошти на Свети Климент, две кутии со мошти од разни светители, сребрена кутија со раката на Света Марина и две кутии во филигран со мошти од различни светители. Некои од овие раритетни црковни предмети, мошти и ракописи во текот на Првата светска војна биле одземени на така наречено привремено чување и однесени во Бугарија, од каде не се вратиле. Денес се депонирани и се составен дел од колекциите на Националниот историски музеј и Археолошкиот музеј во Софија. Дали знаете дека Александар Македонски е насликан на фреска во црквата Свети Ѓорги во Бањане? Црквата Свети Ѓорги е главна селска црква во скопското село Бањане. Прогласена е за споменик на културата на Македонија. Како што е наведено и на надписот на влезот во црквата, градбата потекнува од 1549 година и е завршена во време на владеењето на отоманскиот султан Сулејман. Својот живопис го добила истата година кога е завршена градбата, односно во 1549. Во 1846 година бил изведен нов живопис во црквата од страна на зографот Дичо Зограф. На северниот и западниот зид тој насликал светители во цел раст, додека на западната страна најголемо внимание привлекува композицијата Страшниот суд, која зафаќа половина од насликаниот простор. Токму оваа композиција го привлекува вниманието поради тоа што во неа е насликан и Александар Македонски.